Добра вечер, гледате свести на гласни идеи. Македонија се повеќе е ветена земја на криминалот, каде вистински криминалци се на слобода, додека пак обичните смртници кои не сгрешиле никому ништо се наоѓаат во затвор. Неделата што измина по кој знае кој пат ја покажа оваа констатација. Во ова издание на Свести отвараме тема која што е заборавена од сите. Да проследиме за што станува збор. Неделата што измина започна бурно, како приказна од Сицилија или американски гангстерски филм. Во понеделникот медиумите известија за двојното убиство во центарот на Скопје во старата Скопска чаршија. Дека не се работи за изолиран инцидент, туку долго планирано убиство извршено од страна на професионални убици, потврди председателот на основното јавно обвинителство Скопје, Гаврил Бубевски, кој во емисијата 360 степени дополни дека двојното убиство е само дел од пресметката за позиционирање на наркопазарот. На ова укажува и анализата на дневниот весник Нова Македонија за пресметките во скопското подземје во последните 15 години. Така, почнувајќи од 2005 година, преку 2013 до 2018 година, во пресметка починале тројца браќа членови на Бела Ноца. Пукањата се случиле во чеджилница во Ченто и на улица Рузвелтова. По овие напади следуваат убиства на двајца браќа членови на Грчици. Пукањата се случиле пред хотелот Александар Палас во 2021 година и лани во чеджилница во Чаир, пошто станало јасно дека двете криминални групи меѓусебно се пресметуваат. И тогаш напаѓачите избегале и го запалиле возилото на периферијата на Скопје. Според изворите на Нова Македонија, помеѓу овие две групи се врши пресметка што трае многу години и ќе продолжи да трае се додека не се исчистат сите припадници на групата од Гршец, за Бела Ноца да го преземе скопското подземје. Сторителите на убиствата не се пронајдени за ниту еден од случаите. Но затоа, органите на прогонот беа ревностни во пронаоѓање и ставање во затвор на главните криминалци во оваа држава. А тоа се граѓаните кои за време на полициски час биле затекнати на отворено во екот на пандемијата. Сдруженијата на граѓани кои обезбедуваат бесплатна правна помош во текот на својата работа нотираа голем број случаи на граѓани, особено лица во социјален ризик, самохрани мајки, лица со физичка или ментална попреченост и бездомници кои се соочуваат со затворски казни поради немање средства да ги платат големите парични казни. Голем дел од осудените лица не ги обжалиле пресудите од причина што не ги примиле или пак биле неоки во однос на нивното право да вложат приговор до надлежен суд. Во услови кога се уште нема цврсти докази за ефективноста на полицискиот час во спречување на ширењето на COVID-19, редакцијата на гласни идеи неправдата која им е нанесена на овие граѓани кои се во затвор ја отвори на почетокот на ноември минатата година. Државата заборави на граѓаните со онколошки заболувања, но затоа беше ревностна да понесат одговорност непочитувачите на здравствените прописи за време на епидемијата. Пример, за затекнатите на отворено за време на полициски час, неплатените парични казни од 2000 евра значија 100 дена ефективен затвор. За кривичните дела пренесување заразна болест по член 205 и непостапување според здравствените прописи за време на епидемија по член 206 од Кривичниот законник на 200 сиромашни граѓани биле или се уште се во затвор. Но почетокот на октомври оваа година, Основниот кривичен суд Скопје 280 неплатени парични казни променил во затворски, од кои 205 лица веќе добиле упатни акти за затворско издржување на казната. Кривичниот суд Скопје изрекол 1223 казни поради неносење на маски, поради непочитување на мерките за изолација и за прекршување на полицискиот час. Имено во октомври најавен беше закон за амнестија, но пратениците никако да седнат и да го изгласаат. А веќе влеговме во 6-тиот месец откако беше најавено носењето на законот. Затворите горат, собранието се чешла. Избраните од граѓаните заборавија на граѓаните. Иако во екот на пандемијата собираа политички поени, плачејќи врз нивната судбина како дистописки слободари, урлајќи ковид диктатура и така натаму. Изгледа единствени криминалци во државава се сиромашните фатени на отворено за време на полициски час, а кои не можеа да ги платат паричните казни.
Македонија чудесна земја. Тоа беше се во ова издание на Свести. Се гледаме следната недела во истиот термин.